Те вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Обвинителството ја прошири истрагата за трагедијата во Кочани, има приведени нови лица, се анализираат голем број процеси. Меѓу приведените и поранешни актуелни функционери. За пожарот во Кочани уапсени се и поранишните министри за економија Валјон Сарачини и Беким Незири, кои се кадри на ДУИ. Уапсени и актуелниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Џеват Салами, кој од коалицијата Влен, а уапсени и министерот без ресор Шабан Салију, кој е и поранешен директор на ДЗС. Истрагата се проширува на 23 нови лица според неофицијалните информации. 18 се веќе обезбедени, 4 во текот на денот ќе бидат повикани на распит, а 1 лице е во странство. Станува збор за поранишниот министер за економија Дритон Кучи, исто така кадар на ДУИ, кој во моментов е амбасадор во Норвешка. Тој на социјалните мрежи напиша дека откако денеска полицијата го барала во неговиот дом за информативен разговор, ќе се врати во Скопје. Верувам во правдата за општото добро. Со првиот лет ќе бидам во Скопје, не за да се оправдам, туку за да потврдам дека транспарентноста и довербата се единствениот пат напред. Тука сум со мирна совест, чист пред себе, со непоколеблива волја пред Бога и пред законите на државата. Е делот од неговата објава на социјалните мрежи. Уапсени се и сите министри за економија и директори на ДЗС од 2012 година, од кога работела дискотеката Пулс, но не и актуелниот министер за економија Бисер Дурмиши. До сега осомничени за пожарот во дискотеката Пулс се вкупно 34 лица. Еден од осомничените, според документите, управител на дискотеката, им подлегна на повредите. Обвинителството синоќа побара да се продолжат ефективните и кукините притвори за сите, а за тројца, еден поранешен директор на ДПИ, еден инспектор и еден член на обезбедувањето во дискотеката, ефективниот притвор да се замени со куќен. Од судот во Кочани за Сител вела дека се уште нема донесена одлука околу предлогот на обвинителството. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Попладне во обвинителството соопшти детали, посочувајќи дека станува збор за службени лица кои во периодот од 2012 до 16 март 2025 година заеднички, но секој од аспект на своето својство, надлежности и одговорности воопшто не постапиле според прописите за мерките за заштита и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето и имотот од големи размери. Меѓу новите осомничени се овластени градежни инспектори во општина Кочина, директори и генерален инспектор на Дирекцијата за заштита и спасување, министри за економија, државни секретари и други службени лица од тоа министерство, како и инспектори од Државниот пазарен инспекторат. Постојат сомненија дека нивните незаконски действија и пропусти во континуитет довеле до тоа Кабаре Клуб Плюс во Кочани да од самиот почеток во подолг временски период па се до настанувањето на пожарот да продолжи да врши угостителски дејности без воопшто да исполнува законски услови за тоа и со нарушувањето на сите безбедносни правила по животот на лицето кои го посетувале објектот, информираат од обвинителството. А состојбата на останатите повредени кои се на лекување во домашните и во странските болници останува непроменета. 4 недели од големата трагедија во Кочани на лекување во странски медицински центри остануваат 48 повредени во пожарот во дискотеката. Министерството за здравство информира дека денеска не се планирани исписи од тамошните болници. Состојбата на пациентите останува непроменета, односно остануваат во критична состојба пациентите за кои претходно информиравме, додека останатите пациенти се во стабилна состојба, соопшти од МЗ. Во македонските болници на лекување се 10 пациенти, 4 во Стара Градска, 3 на клиниката за пластична хирургија, 1 во ГОП 8 септември и 2 во Аџибадем Систина. Вчера, според протоколите во здравствените установи во државата, биле прегледани и 7 повредени кои се вратија од исто толку странски центри, каде беа испратени за лекување. Овие пациенти имаа комбинирани повреди, има изгореници на кожата, изгореници и на дишните органи. Што се однесува до изгорениците на кожата, тие пациенти се враќаат на клиниката за пластична хирургија, дел од нив се враќаат во останатите болници во Скопје. Така. Овие што се враќаат на клиниката за пластична хирургија, кај некој од нив лекувањето е целосно завршено, а кај некој од нив ќе има потреба од дополнителни хируршки процедури за тоа лекување да се донесе до крај. На 16 март во клубот во Кочани беа повредени повеќе од 200 лица, а 61 починаа, меѓу кои 20 пациенти кои им подлегнаа на повредите во Литванија.
Александар Динев, Сител телевизија. Во Кочани денеска мирен протест, роднини на загинатите бараат правда. Семејствата на загинатите од трагедијата во Кочани денеска организираа протест под мотото за доследната реакција. На протестот семејствата на жртвите ја повикаа целата држава да ја сподели нивната болка и заедно да побараат правда за 62 прерано одземени животи, а повеќе од 200 се повредени. Над 50 од нив се уште се во здравствените установи во земјава и странство. Символично, учесниците на маршот тргнаа од паркот на револуцијата во 12 часот и 5 минути, со што го искажаа незадоволството од задоседната реакција на надлежните институции, како една од причините за големата трагедија. Тешко е. Тешко е. Болката е стварно голема, ама тоа е. Ќе треба време да помине ова болка. Се е корумпирано. Рибата од главата смрди. Во тишина и молк, колоната од неколку стотини граѓани поминаа во трговскиот центар, кратко задржувајќи се пред кафе-барот, чиј собственик ја имаше и дискотеката, а оттаму се упатија пред зградата на општина Кочани, каде се наоѓаат и просториите на државниот пазарен инспекторат. Со едноминутен молк пред полициската станица, граѓаните го искажаа незадоволството од ненавременото постапување за да се спречи катастрофата, а потоа пред основниот суд и основното јавно обвинителство побараа информации за досегашната истражна постапка. Граѓаните на маршот истакнаа транспаренти со надписи: "Нашите ангели заслужуваат правда", "Стоп за селективна правда", "Ова не е несреќа, ова е убиство". Потоа се вратија на почетното место во паркот и најавија дека ваквите протести ќе продолжат се додека не се откријат и казнат виновниците за трагичниот настан. За Сител, Трајан Ристовски. Македонија и Косово отворија систем на една гранична контрола на преминот кај Блаце. Очекувањата се дека ова ќе овозможи побрз проток на патници. Катерина Нешкова. Една проверка на пасош, помалку ред за чекање, но и поголема посветеност на граничните служби за безбедноста меѓу Македонија и Косово. Од денеска принципот на One Stop Shop почна да се применува и на македонско-косовската граница на преминот Блаце-Елесхан. Но ова не е само техничка придобивка за граѓаните и бизнисот, туку и најдобар доказ за јакната меѓусебна доверба меѓу двете држави, како и јасна определба за интеграција на Западен Балкан со отворени граници кон Европската Унија. Согласни се владите на двете држави. Оваа граница која досега значеше пречка, од денес станува символ на модерноста, интеграцијата и регионалната зрелост. Драги пријатели, ние не ја градиме само инфраструктурата на граничниот премин. Ние ја градиме инфраструктурата на меѓусебната доверба. Историјата често пати не учеше преку поделби. Денес решивме да бидеме генерација која ќе учи преку поврзувања. Денешниот ден ќе остане забележан како ден кога одлучивме дека иднината почнува овде со еден пасош, со едно застанување во две држави кои гледаат во иста европска насока. Ова е време да покажеме лидерство, а не виктимизација, соработка, а не поделба, визија, а не носталгија за минатото. Бидејќи Балканот е Европа, Балканот заслужува да биде дел од Европска Унија, не како товар, туку како додадена вредност. И косовскиот премиер Курти вели дека освен инфраструктурно поврзување, ова е голем чекор во добрососедските односи. Иницирам во 2000 години иницијацијата на заеднички граничен премин во Блаце со по концептот влез. Влез е пример за еден конкретен и практичен пример и знак за поголема доверба помеѓу нас. Се надевам дека ова ќе биде придружуван со најскорошно завршување на автопатот Скопје-Блац и тунелот Призрен. Два суштински проекти кои што дополнително ќе ги зајакнат од поврзувањата помеѓу граѓаните и бизнис. Ни сите три гранични премини кон Косово лани поминале над 5 милиони граѓани, од кои 4,3 милиони се токму низ граничниот премин Блаце-Елесхан. Целта е јасна, побрзо, поедноставно и побезбедно преминување на границата. За патниците тоа значи една проверка наместо две, пократко чекање и подобро искуство, а за службите поефикасна работа, подобра координација и посилна борба против
незаконските активности. Ова несомнено е рефлексија на нашите заеднички аспирации за отворени граници, но и безбедни граници. Форматот на граничен премит со само едно застанување сега е успешно реализиран со Република Албанија, а убеден сум дека исто така ќе биде успешен и со Република Северна Македонија. Токму државниците од двете земји имаа прилика први да го поминат преминот само со една проверка. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Остри реакции на најавата на владата за нова пресметка на синдикалната кошничка. Синдикалната кошница не е луксузна, туку реална, која покажува колку чинат минималните месечни трошоци за едно семејство да го истурка месецот. Реагира ССМ по најавата на власта дека ја скроиле нивната просечна кошница. Ниво синдикалната нема одмор во странство, туку 10 дена во бунгало во Дојран. Има и еден хамбургер месечно, но и трошоци за превоз, сметки, лекови, образование, односно се она што домаќинствата го трошат, велат од ССМ. Безобразно министерства да пресметуваат колку чини животот на граѓаните, имајќи во предвид дека прво станува збор за 3-члено семејство и навистина е неблагодарно да избркаме некој член од дома за да преживееме во месецот. Тоа сме ставили кафе и нешто што далеку од тоа што сме мислеле дека е луксус. Има по еден хамбургер, например, во ресторански услуги и пак ќе кажам, тоа не е минимум, тоа е дури мизерно да се каже дека е луксус од страна на една влада за да пресметува просечна потрошувачка кошничка. Срамна и скандалозна е кошничката која владата ја скрои, реагира опозицијската СДСМ. Целта е да го убедат народот дека со 400 евра месечно може да се живее, без ниту денар за рекреација, одмор или култура. За владата папаја, манго и аспарагус, а за граѓаните само трошки. За граѓаните да биде луксус одморот, а власта да изнајмува цели авиони на грбот на народот. Целта на владата е да го замени реалниот показател, минималната синдикална кошничка со нова, владина креирана просечна потрошувачка кошничка. Ама не за 4-члено, туку за 3-члено семејство. Заменик министерот за економија објави дека во просечната кошница нема место за алкохол, цигари, вонсезонски овошја, но и за одмор во странство. Што ќе содржи ристески необелодени, но изјави дека ќе биде реална. Владината кошница сега ќе треба да ја усвои социјоекономскиот совет. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.